Благодарам на репликата. Колега Велковски. Поводив? Браво. Колега Велковски, навистина, колку што вие ми одговоривте на прашањата што ги поставував, толку и јас сега во мојата контрареплика ќе пробам да ви одговорам на прашањата. Јас имам представа дека грешно планирање на финанси во 2019 година довела нели до ребаланси, поправки и така натаму и така натаму. Она што јас го зборував и што беше основа на мојот говор беше следново: како да станеме подобри ако не ги признаеме грешките од минатото. И истите да ги поправиме и да ги надминеме. Вие спомнавте некакви инвестиции, јас повторно ќе ви кажам. Да, најавени инвестиции во голем број, реализација нула и самата таа анализа ни кажува, бидејќи капиталните расходи ни се на недоволно големо ниво. Не е онолку колку што било планирано за таа година. Јас го критикував неуспешното работење на владата. Не ја критикував анализата си е таја. А како е направена анализата и дојдено е заради работењето на владата секако. Сакам да спомнам нешто. Јавниот долг во државава пред 2017 година бил 48%. Денес јавниот долг во државава е над 60%. Коригирајте ме ако грешам. Коригирајте ме ако грешам. Но јавниот долг се зголемува заради тоа што се зголемува нетранспарентното работење, криминалното работење, појавата на сиви зони и многу убаво оноа го потенцирав што го кажа во говорот. Треба да имаме постојана политика. Треба да имаме правила на игра за инвеститорите да остануваат овде, а не да транзитираат низ државава. Во време на ковид криза, бидејќи спомнавме и 2020 и 2021 година, за да се изучиме, јас ќе го кажам следново: во време на ковид криза ние овде од оваа сала дискутираме за позајмувања и тоа во период од 2 недели скоро стигнавме до бројка на 1 милијарда евра. Како? 25 милиони евра потрошивме или планирате да потрошите за енергетско ефикасни фасади, 21,5 милиони евра за реформи во основното образование, да не зборувам за се. 36 милиони евра потрошивме овде или поминаа низ оваа говорница овде, низ оваа сала за отпишување на долгови, на недомакинското работење на градоначалниците од општините, кои што и самиот премиер излезе да ги критикува. И на крај, да не го задржувам вашето време, а ни своето, ќе ви кажам, овдека ги имам 72 случаи на афери и скандали во 2019 година што се случило. Ние ќе имаме квалитетен буџет, квалитетна држава кога ни се случуваат вакви работи. Да се изучиме грешките, да не си ги повторуваме. Да си ги признаеме грешките и да ги надминеме истите. Ви благодарам. Продолжуваме со работа во 14:30.